Бисмилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Добре дошли в поредния епизод на подкаста Светлина в тъмнината. Днес отваряме разговор, който не започва с думи, а с болка. Болката на един умет, създаден да бъде едно тяло, но научен да живее на части. Гостът ни днес идва не като съдия, а като напомняне. Не с готови присъди, а с въпроси, които отдавна чакат смелостта. Той ни кани да погледнем назад към историята. Не за да останем там, а за да разберем къде сме се отклонили. И ни кани да погледнем навътре към сърцата ни, където започва всяко разделение и откъдето започва всяко обединение. Днес няма да говорим за те и ние, а за едно цяло, което още търси пътя си обратно към смисъла, към едеба, към искреността, към Аллах. Имаме честа да ви представим гост, който черпил знание от извора, града на пратеника Салоселем, град Медина. Човек, който е имам, лектор, автор на над 90 книги. Социално активен член на обществото, не само в Северна Македония и Балканите, а в цяла Европа. Представям ви шейх Ариф Рамадани. Добре дошли, шейх, в нашия подкаст. За нас ти е чест и удоволствието днес да сте с нас. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Секако и нам ни причинува големо задоволство, голема радост што не поканивте да бидеме гости кај вас, да можеме да споделиме искуства и знаење. И ова е прв пат кај што доаѓам официјално овдека и голема чест е да зборуваме за вакви теми кои се главно прашање за целиот умет, иншаллах. Се надевам, че поминеме добро. Амин. Благодарим ви, че се съгласихте за една, може би, от най-трудните теми в днешното време, за която много от малко хора имат смелостта да говорят, а всъщност за умет. Да започнем от там, където и всичко започва, а всъщност Коран и Сунет. Какво казва Коран и Сунет за умет? Умет, арапска реч, каде што лингвистите кажуваат дека умет потекнува од зборот ум значи мајка. Кога уметот ќе биде како мајка, го чувствува болеста, радоста. Кога уметот, како што кажува Аллах азза ва џеле во Куран, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidan wa ana rabbukum fattakun. И овој уммет е единствен еден уммет. И јас сум вашиот господар и од мене плашете се. Пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем спомнал дека овој уммет ќе го погодат многу искушенија и ако умметот остане обединет и споен, ние ќе бидеме навистина на патеката на која Аллах азза ва џеле ќе биде задоволен. Затоа Куранот и Суннетот отворат многу простор за ова прашање кое е услов да вратиме славата, да вратиме просперитетот и улогата која нам ни припаѓа на ова земја. Днес в мюсюлманските общества говори ли се за един умет или за много разделени общности? За жал, ние сме еден умет. Нашиот извор е Куран и Суннет. Нашите извори се еднакви, исти. Меѓутоа, поделбата која настана уште во почеток на исламот, денеска умметот се подели на заедници, на многу групи и ја изгуби таа сила. Аллах азза ва џеле во Куран вели: "Вала техину вала тахзану ва антумул алаун." Дека немој да тагувате, немој да жалите. Ако вие сте верници, вистински, искрени, вие ќе вратите вашата сила.
Wala tanazau, немој да се делите на уммети. Фатавшелу, че го изгубите својот дух, својата сила, својата енергија. И денеска, за жал, умметот својата енергија троши во периферни, во секундарни работи, наместо во на главна цел, суштина, а тоа е единството, братството и аспирациите кои ги бара Аллах за ваџале. Разделението в умета, както и вие споменахте, за съжаление, днес е факт и реалността. Обаче този проблем нов ли е или още съществувал по време на пратеника Селем и след това при праведни халифи? И поделбите во уметот уште од време на Ресулулlah постоеа. И меѓу асхабите имаше различни мислења. Меѓутоа тоа не беше проблем да се разликуваат, да се делат. Пример, Юнус ел Убейд со имам Шафи има различни мислења. Ама утре дента, кога ќе сретнат, тие пак се гушка, пак беа брача. Денеска, ако ја размислувам на мој начин, ти на твој начин, ние сваќаме, разбираме дека ти си мој непријател. Значи, различноста, тоа е во всадена како инстинкт во секој човек, да секој има различно сваќање. Ама нашата цел е иста. И во време на Пейгамбер Селем им кажа на асхабите: "Ла тусаллинна салат ал-аср илла фи бени Курейда." Немој да клањате икиндија освен во Бену Курейза, во едно племе. И асхабите кога тргнаа додат во Бену Курейза да клањат, тие се поделија. Што сакал Пейгамбер да каже? Дали да побрзаме вистински тамо да клањаме или да клањаме кога ќе дојде време за намаз, да клањаме каде што ќе стигнеме. Да. Се поделија асхабите. Едни рекоа ќе клањаме, дојде време за икиндија, ќе клањаме на пат. Други рекоа не, ќе клањаме во племето Бени Курейза. Кога се врати Пейгамбер Мухамед селлем и му кажа ситуација, тој рече нема проблем. Тие разбра вака, тие разбра така, целта е иста. Значи, разделика, поделбите, биле и во време на Пейгамбер. Ама денеска, проблемот е што овие поделби, разлики, правија умметот да се подели и да секој куллу фиркин бима ледейхим ферихун, да секој се смета дека е најзаслужен за исламот, дека тој има монопол, пример како денеска арапите, ние имаме монопол за верата, кои се турците или кои се боснаците. Во умметот нема поим арапи, босанци или кој било. Уммет е Куран и Суннет, кој води по патеката на Аллаховите прописи и заповедања. Както споменахте, национализмот, којто превладава предимно в мюсюлмански свят, да кажем, вклучително целият арабски свят, Турција и другите страни, национализмот и државните граници, които са поставени, отслабиха ли чувството за един умет? Апсолутно. Апсолутно да. Вистински национализмот постоеше и во време на Пейгамбер. И Пейгамбер ги употреби сите механизми да го анулира национализмот. Меѓутоа, поделбите на границите направија бариера меѓу умметот. И во ова цела ситуација, најповеќе што умметот има потреба е единството, кое Пейгамбер салаллаху алейхи ве селем нагласил: "Мен араде бихбахате ал-џенне фалелзам л-џамаа." Кој посакува место во џеннет, нека се држи заедница, нека се држи за умметот, нека има грижа за умметот. Мен лем јахтеме биемрил муслимин фалеса минхум. Кој нема грижа, кој нема секирација за умметот, тој не од нив. Границите тоа чувство го ослабнаа. Границите тоа чувство го оладија. И умметот се чувства секој одделно, а обратно ние сме како металul му'минина фи таваддихим ва тарахумихим. Пейгамбер селем кажа, ние сме еден организам. Еден организам. Во нивна љубов, сомилост, почит и да та да леху сайра алџесети. Ако еден орган не е во ред, болен, цело тело чувства болка. Денеска ова болка, дали медиуми, дали кампањи, дали состојба, граници, сето тоа нам не ја потроши енергијата
за сила и за моќ. Споменахте, че в днешното време, за съжаление, много от хора повече се идентифицират с нация, както споменахте, че ние сме араби, ние сме наследници на Мухамед ﷺ, ние знаеме Корана, другите казват, че ние сме турци, османли, управлявахме над 500 години и ние сме достойни да управляваме. Защо в днешното време умет повече се идентифицира с национална принадлежност, отколкото с исляма? И тоа е факт. И тоа е вистина. Уметот денеска повеќе национализмот е направи својата улога. Остави големи траги, поделби во самите општества муслимани. За жал, тоа е реална состојба во многу заедници. Пример, имаме многу џами во Европа, в Македонија, каде што има голем број на муслимани кои зборуваат друг јазик, меѓутоа национализмот не му дозволува да се обрати имамот, хоџата во џамија и на другиот јазик. Значи, национализмот постана пречка за обединување. Кога јазиците, нацијата, тие се дар од Аллах. وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ, вели Господарот Аллах азza ва џелле. Од докази дека Аллах е Господар наш е тој што направи да имаме различни нации, различни јазици, различни бои. Нацијата, тоа е дар од Аллах, ама не смее да биде бариера да моето право биде ускратено. Или да јас нацијата е ставам пред религијата, пред верата. Верата е духот, нацијата е телото. Ако духот го запоставиме, тогаш телото ќе пропадне. И затоа Пегамбер со селем уште во негово време кажал: "Мен деа ила асабие, ау ила каумие фелейсе минна." Кој повикува национализам, кој се гордее со национализам, тој не припаѓа од редовите на муслимани. Дојде еден човек кај Пегамбер селем, кажува Ебу Муса ал-Ешари, хадис Муслим, кај ја Расулаллах, раџулун јукатил хамие. Раџулун, човек кој се бори за племенски цели, за своето племе, за своето. Човек се боли да се покажува дека е голем верник, дека е храбар јунак. Човек се боли за материализам. Еју фи сабилилlah, кој од нив од овие групи е во Аллахов пат? Мен катали текуне калимату лаҳи улја, фаго фи сабилилlah. Кој се бори Аллахова реч да биде горна, тој е на Аллахов пат. Значи, нацијата не можеме да негираме. Тоа е дар од Аллах. Меѓутоа, не приоритет, не прва точка. Прва точка мора да биде Аллах, а сите други работи под Аллах, под задоволството на Аллах џеле џелалуху. В днешното време, до каква степен политически конфликти между различни мюсюлманските страни допринесоха за по-дълбоко разделение в умета? Кој ще е доминантен, кој ще е на прво място, кој ще е лидер на мюсюлманите во света? И тој синдром постои за жал кај арапите. Јас таму живеев 6 години и ден денес постои таква убеденост, таква една идеологија, сваќање дека Куранот е на арапски јазик, исламот изворот почна од Мека и Медина и дека ти имат монопол на верата. И кој било да дојде друг авторитет, било да е од друга земја, пример Европа, Турција, тие го сметаат во втор степен. Не се гледа квалитетот, не се гледа спремноста, обученоста, знаењето, капацитетот, туку се гледа во призмата на национализмот. И тоа е погубно, тоа е фатално. Додека уметот не свати дека, пример, во време на Пегамбер салалаху алейхи ва салем, на Расулулlah, Пегамбер салем го прифати Селман ел Фариси од Персија и рече: "Селман минна ахлу бейт", Селман е од моја фамилија. Додека Ебу Талиб, ако беше чичко стрико, штом не го прифати, тој од друга страна. Значи, Сухајпер Руми од Византија, потоа Билал Хабеши, црн роб од Етиопија. Пегамбер салем му рече: "Дојди Билал, ти да викаш езан." Зошто? Ли еннака анда саут, ти имаш подобар глас.
Значи, Ресулулlah луѓето, хората, ги вреднуваше по квалитети, по способност. Додека денеска, за жал, денеска тие бариера, некој намерно, циљано, стратешки работи, да ги тие секундарни работи, да ги повеќе да ги потпали, да ги воспали, за да само да не дојде до обединување на умметот и до она тие знаат дека силата кога мусманите, како што кажува Наполеон Бонапарта, кога мусманите беа еден уммет, тие за 50 години стигна до границите на Виена, на Франција, пола свет го освоија. И затоа свесно непријателот работил, создал бариери, го развил тој национализам, арапски национализам, турски национализам, балкански национализам, со цел само да го ослабне умметот, и умметот навистина е денеска ослабнат, бидејќи му фали тој фактор на обединување и придржување за Куран и Сунет. Сега споменахте мисјумани од арапски полуостров, предимно, кои управјаваха света над, можеби, 50% од земното кълбо. Кадето достигнаха до Ендалус и бяхме, можеби, стимул и извор за наука, за образование, за чистота като цяло, а в днешното време станахме, можеби, подигравка на целия свят. Над 2 милиарди мюсюлмани са в днешното време, над 2 милиарди, само бројка. И днес мюсюлманите никој за ништо не ги зачита. Над 2 милиарди мюсюлмани, никој од мюсюлманските лидери не се пита за никакво решение, световно решение, какво ще се случи. Никој од мюсюлманите. Точно. За жал, тоа е вистина и хак. А тоа е зашто одејќи ние се понижиме самите себе си. Кога ние ќе дозволиме да не си фактор, а не си фактор бидејќи од 54 исламски земји, ти од универзитети, ти немаш универзитети за хемиска енергија, од нашите буџети во исламски земји се дели само 0,3%, не 1%, 0, под 0 за наука. Ти пример од Нобелова награда, од илјадни се луѓе, мусмани има на број освоено Нобелова награда. Зошто? Ние не вложуваме во наука. Ние не цениме учени луѓе. А ако науката ми ја запоставиме, ти не си фактор, ти немаш сила. Затоа мора умето да свати дека мораме да се вратиме на првите корени, извори. Прво, ел муслим ахул муслим. Муслиман е брат на муслиман. Ла јатлимуху, не сме да му нанесе неправда. Ла јахкируку, не сме да го понижи. Вала јатлимуху, и не сме да му нанесе неправда. Ние дозволивме на 900 километри од денеска Газа да има луксус, да не знаеме кај да ги трошиме нашите финанси, средства. Пример, ние да организираме куп на некој европски, да даме 50 милиони, 30 милиони, додека вамо луѓе, наши, кои немаат леп, немаат храна, немаат основни животни потреби, и ние да се радуваме. Тогаш, како Аллах ќе ни помогне? Кога шејх Мухамед Мутавели Шарави беше во Сан Франциско, во Америка, и еден го праша, рече, шејх Мухамед, па нели вие во Куран пишува وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Аллах Азза ва Џелле зел обврска ќе го помогне умметот, ќе ги помогне муъмините, верниците. Денеска зошто Аллах не го помага умметот? Што се случува со умметот? Нели Аллах ја обештал во Коран. Обештал. Али шејх Шарави како му кажува, како му одговара? Аллах кажал, ама муъминин, денеска ми имаме муслимани. Немаме муъмини. Има разлика да си муслиманин, има разлика да си муъмин. Кој е муъмин? Муъмин организам. Муъмин, оној кој го боли, кој има жал, кој има сочувство. Денеска ние немаме муъмини во каја смисла. Ја и вчера спомнах дека категории на луѓе, две категории. Абдуллах ибн Месуд, ученик, асхаб на Расулуллах, кажал, синфани минен нас, две категории на луѓе, ако се поправат
ако бидат исправни, праведни, ќе се поправи цела состојба. Ако тие две се корумпирани, расипани, ќе се расипе цело општество. Ел умара вал улема. Умара владарите, лидерите. Улема интелектуална маса. Кај нас муслимани двете ви фалат. Недостасуваат. Улема, владарска улема, која му служи на систем, наместо во поранешно време, во време на схаби, на табеин, улемата била коректор на власта. Коректор. Што е коректор? Таа ги поправала власта. Ја советувала. Денеска улемата е слуга. Слуга, измешар, како ќе му каже власта. И тоа до проблем. Владарите, лидерите не се свесни за нивна одговорност. Како? Пегамбер селем кога кажа себату не зулум лау фи зилни јомела зилни Аллах 7 категории на луѓе ќе ги стави во сенка. На судниот ден кога нема да има друга сенка. На прво место ел имамул адил, праведни, исправни владари. Зошто? Бидејќи ние колку да сакаме да направиме придонес во умметот, не можеме како единка, како индивидуа, туку мора владарот. И затоа имам Ахмед ибн Хамбел ќе каже леокјане ли даве мустеджабе леџалто али имам ил муслимин. Кога би знал дека Аллах ќе ја прими мојата дова, ја ќе ја направив за владарите, за имамите, за лидерите, за председателите на умметот. Бидејќи, ако тие се исправни, Аллах ќе поправи цела состојба. Ти имаат власт. Осман казал, ради Аллаху анху, инна Аллаха ле еза би султан ма ле еза бил Коран. Аллах аза ва джеле со владар, со власт, може повеќе да направи добро во умметот отколку со самиот Куран. Затоа, значи, одговорноста е огромна на владарите и на учените, иншалла. Сега во днешното време споменахте одговорноста на учени, на улема. Во днешното време имаме ли улема на којато може да се доверим напълно? Или са инструмент в ръцете на политици, които се използва в днешното време? Па, ако слободно кажеме, од наш аспект на гледање на работиве, денеска голем процент улемата е инструмент на владата. Денеска улемата нема свој став, нема своја гордост, свој суверенитет. Улемата денеска се користи за политички цели. Ја казах дека улемата во првите генерации на исламот, улемата беше поголема власт имаше од самите владари. Кога дошол Харун ар-Рашид, пример, дошол Харун ар-Рашид, поглавар, врховен. Лидер на Абасидска империја, да. Така. Доаѓа во Медина. И вика, кој е најголем алим, најголем учен човек? Има Малик. Кажете му да дојде кај мене. Има Малик. Му пушти Абер информација. Ел илму ла јети иннемел илму јута. Наука не доаѓа. Ти треба дојш. Ако сакаш ти владар, ќе дојдеш кај мене, не јас кај тебе. И тогаш повеќе улемата добива тежина кога ти го држиш своето. Ако ти се понишиш, се продадеш, изгубиш свој авторитет, тогаш улемата денеска не сакаме сега да навлегуваме политички теми. Ти најдобрата улема во исламски свет, во арапски свет, улемата е во затвор. Најдобрата улема, значи она улема која казва вистината во лицето. Затоа рекол пегамбер селем, Сејиду шухада Хамза ибн Муталиб. Првенец на шехидите в дженнет ќе биде Хамза ибн Муталиб. Ва раджулун қаме инде султан или джаир. И човек праведен алим кој ќе стане и во лицето на владарот му каже вистината и тој го убие. Денеска ми за жал немаме такви алими кои ќе се држи и ќе стане. Бидејќи ако алимот стане, еден алим во Саудиска Арабија стана, само што кажа дека данмарска од дански производи да бойкотираме, бидејќи тие го со карикатури кон Расулулла го понижија, го оцрнија. И утре дента го нема тој. Субханаллах. И замисли ти сега, значи ти, друг шејх, собираше помош за муслиманите во Палестина, во Газа, утре дента го нема. И тоа, каде се случува тоа? Тоа не се случува во Европа. Се случува во земји кои се 90% и горе, 100% муслимански. Значи, тоа
ова е наша состојба за жал, за плачење. Значи, ние сме навистина, Аллах само да ни помогне, иншалла. Амин, амин. Амин, иншалла. Сега, липсата на улема в днешното време е един од проблемите с които се сблъскваме. Обаче липсата, както и споменахте, от хадиса и справедливи управници, владари, това всичко допринася за един хаос. Хаос, който владее в мюсюлмански свят. От този хаос, ние като мюсюлмани, как може да се измъкнем и да отидем напред? Защото, както разбрах, имате книга, в която споменавате защо други народи са отишли много напред, а ние останахме много назад. А бяхме стимул и извор за другите народи. Както знаеме, всички хора, които учат медицина или са запознати, 500 година кануна на медицина на Авицена се изучаваше в Европа и беше един от основните източници. Ние бяхме не само в медицина, бяхме лидери в много други науки. В химия, в алгебра и в други науки. В днешното време ние сме на заден план. Вистина дека нашата енергија, нашата сила, нашите капацитети, нашите возможности, нашите потенцијали мораме да ги насочиме прво во наука. Бидејќи силата е во наука, во знаење. Улемата мора да го добие своето место, позиција која му треба во општеството. И мора да сватиме дека науката е фактор, услов да одиме напред. Како? Улемата, пример, Ис ибн Абдуселам во Египет. Слушах дека во една кафана, во една меана, точи се алкохол и оди директно кај тогашниот владар Мехмет Али Паша, таму, голем шејх, владар на Египет, гувернер на Египет. И кажува му, како може во исламска држава да се точи алкохол? Инна веджадна абаена на уме. Така ги затехнахме нашите предци. Тоа не е оправдание. Ако ние се вратиме, наши предци беа гордост, беа слава, беа пример, модел на почит, на ценење на улема. Денеска улема се понижи, владари корумпирани и затоа дојде до оваа состојба. Сега, мораме ние, сите, прво да се вратиме на читање. На читање, на изучување на наука, на Куран, на Сунет и сите световни науки. Верата наша не бара само Куран. Да. Улемата кажува, пример, Мехмед Фатих, во еден град, ако нема канализација, која ќе чиста наша нечистотија телесна, ако во еден град нема хамами, ако во еден град нема библиотеки, кој ќе чисти нашиот мозок, и ако во еден град нема месџид, нема џамија, каде што чисти сме духовно, тука немој да живееш. Ти не можеш да живееш во едно место ако нема капацитет. Значи, што? И телесно, и духовно, и научно, ми мораме да се градиме. Сега, кај нас има голем вакуум простор. Да. Човек учи, студира. И ти му кажеш, што ќе завршиш? Деморализација. Мала плата ќе имаш. Кој ќе те плача? Не си ценет. И тој што прави? Се деморализира. Отказва се. Затоа мораме да ги финансираме. И затоа ги повикувам нашите бизнисмени, таа богата елита, дека улема денеска, како Махмуд Шалтут, пример од Каиро, Елесхар, Шехул Ислам, Есхар, дека најдобар зекат, средства, финанси, кои треба денеска да ги вложуваме, да даваме се во финансирање на исламски кадри. Замисли, имаш доктор, лекар, муслиман, кој практикува ислам. Кога тој ќе оди некој пациент кај него и тој му кажува, јас сум лекар, лекувам, али Аллах излекува. Што разлика? Се е во Аллахови раце. Тој може да биде подобар даија, подобар проповедник, подобар хоџа отколку хоџа. И нам ни е потребно кадар од сите аспекти, и како лекари, и како информатичари, и како од сите области, и тогаш на светов ќе му докажеме дека нашата вера не е само намаз, не е само гусул, не е само тарет. Исламот 5% е во џамија, 95% исламот е во јавниот живот.
след излизането од џемија. Така. Започва. Сега в всичко това, което се случва с мюсюлмански умет, какъв допринос имат социалните мрежи в задълбочаването на разединението между мюсюлманите, защото ние живееме в свят на информационна технология и малко или много всички сме облъчени с това. Това до каква степен допринася за разединение и до каква степен допринася за обединение? И социјални мрежи се нож со две острици. Социјални мрежи може да бидат инструмент за преродба на умет, може за поделба. Социјални мрежи, тоа зависи од како ние ќе имаме пристап до социјални мрежи. Денес имате и шејхови Ебу Муџахид, кој може да е и женски пол, а тој се прави како лав, кој нема никакво образование. Виртуелни шејхови, кои не знаат фактичка состојба во свет. И тој излегви позади, преку социјални мрежи. И луѓето земат здраво за готово. Мора да црпиме знаење од квалитетни извори. Не шејх Google, не шејх YouTube, не шејх Instagram. Шејх кој што седел пред шејхови, кој што со негови коленици седел пред шејхови и кој знае фактична состојба, реална состојба. И затоа може да кажем дека од една страна социјални мрежи каде што се има наши шејхови проверени, учени луѓе, ја презентират исламот, има голем корист за будење на народ. Преку социјални мрежи луѓето почна да читаат Куран, да слушаат предавање, бидејќи ти додиш во една џамија да слушаш дерс, потребно е време, пари. А ти само со еден клик ти можеш да слушаш најдобар шејх и најдобар учеш на Куран. Тоа е позитивно. Меѓутоа, на тие социјални мрежи има шејхови со позадина кои сега мора да признаеме дека во Тел Авив има исламски универзитет кој не тој само носи презнак исламски, али од тука искачат шејхови кои што во име на ислам го искривува ислам. Во име на ислам презентира работи кои го дели умметот. И затоа наш совет, наша препорака е да наши браќа муслимани да внимават да од каде црпат информации, од какви шејхови, и мора да има филтер. Значи, само да оно што е синтетизирано, оно што е прочистено, да земат наука, бидејќи ако ги полниме батерии со погрешна информација, и ние кај нас ќе се појави радикализам, ќе се појави национализам и други болести кои социјалните мрежи ги нудат. Ще допринесе още по-голямо разделение, отколкото си е в умета. Като цяло вече виждаме напоследък, че се появи един така нов шейх ChatGPT, който всичко знае, отговаря на всичко, има отговор на всичко. За съжаление, вече не ни са нужни шейхове, питаме ChatGPT, той ни дава и фетви, кое може, кое не може, кое е хелал, кое е харам. Това в един така раздробен свят, докъде може да стигне това? Опасно ли е за умета, особено хора, които, както вие споменахте, не са учили исламско образование при шейхове, които са с истински илм, с истинско знание, а просто от интернет и всеки си говори каквото е чул, каквото е разбрал, каквото не е разбрал. До каква степен това може да се разпространи и до каква степен може да достигне тази аномалия в умета? И тоа е опасна појава. Шейх ChatGPT, интернет шейхови, тие се опасност. Затоа да има големо предупредување да често пати имами, официјални лица, да го предупредуваат умметот, да внимават. Види, тој е виртуелен свет. Тој е нереален свет. Ти може помошно средство, али не е главно средство. Главно средство е само кога човек ќе влезе во заедница,
Не е исто ти да гледаш бокс, Майк Тайсон, од публика и да влезеш во ринг. Ти кога гледаш од надвор од публика, или кога гледаш Барселона Реал, ти кога се да шутне гол. Ама Бујрум дојде на терен. Да. И така не е како муслимани. Ми на интернет. Затоа види зошто наука денес нема вредност. Јас спомнав и вчера во предавањето. Од град на Пејгамбер со селем. Дошол во Дамаск. Над 2000 километри да слушне еден хадис. И се ти кој ќе вложиш труд, напор, 2000 километри, да научи еден хадис. Ти кој ќе го земеш тој хадис, кој ќе слушаш тој хадис, ти ќе ти остане во душа. Ќе го практикуваш, ќе го сакаш. Ти земаш информација за една минута, 500 хадиси. И тие 500 хадиси повеќе ќе ти направат конфузија во глава и ништо во дело. Затоа мораме наукава, социјални мрежи, YouTube да ги користиме како помошно средство, али не како изворно средство. Значи, не како главен извор на наше знаење. Мораме, дури, јас седев со големи авторитети во Европа и во арапски свет и го прашање за Македонија. И тој вика, слушам, за Македонија? Шејх кој живее во Македонија, кој знае реална состоја Македонија. Не може шејх од Булгарија или шејх од Саудиска Арабија да зборува за актуелни проблеми или за прашања некое локално население. Бидејќи тој не знае фактичка состојба. Да. И затоа од денеска тој рекол тој шејх, тоа е опасност. Шејхот, значи и Мухамед, види, кога Омер ради Аллаху анху ја освоил пример Шам, Сирија. И тие војници сакале да земат воен плен од нивета земјиштето, да го земат како воен плен. Омер рекол не. Вие не знаете да го обработувате. Овој народ што живе тука, тој ќе обработува, а нам ќе ни дава дел. Зошто? Тој народ ја знае подобро. Пејгамбер салаллаху алейхи ва салем, Мухамед салаллаху алейхи ва салем, помина во Медина, оди попат и гледа како ги калемат оние урмите, не знам сега како ќе ме сватите на прават за урмите ги крастат да дадат повеќе плодови. И пејгамбер ги советува, ја мислам вака ќе биде подобро. Кога дојде годината, немаше плод. Кога ја Расулулlah, ти нам не поучи дека ако вака направиме, рече ентум алему би амри дуњакум. Вие подобро ги познавате дуњалучки работи. Јас го давам моје мислење. Значи види, има разлика дуњалучко мислење, световно мислење, шејх кој е на терен и шејх кој е на интернет. Има шејхови кои се скриени во интернет, во подруми. Тој не знае состојба, реална состојба. И тоа е само многу лесно е. Ова е халал, ова е харам. Фетва од подрум. Од подрум. И тој не. И сега Аллах во Куран вели: "Вала текулу лима тасиф алсинатукум алкадиба. Хада халалун ва хада харамун литафтару ала алкадиба." И немој да брзате со вашите езици. Ова е харам, ова е халал. Правите клевета на Аллах. Субханаллах. И само се, значи, кажува еден од први генерации, вика, влегох во џамија, 120 асхаби, и ги прашувам прашање. Секој ден вели на другиот, ти одговори. И секој вика, не. Се плашиле да одговарат. 120 асхаби. Денеска, ти опит прашуваш обичен човек. Фетва, халал, харам, каматаб. Стакфирулlah, фитне. Големо фитне, голем хаос, смут. Зошто? Прво, нема страв, нема све за Аллах. Не знае одговорноста на келиме вахиде. Одговорноста на еден збор. Еден збор може да направи фитне. Затоа, ја го молам Аллах азza wa jalla да даде свест и повикувам обичната хора, обичниот свет, просечните верници да земат знаење само од проверени шејхови и од институционален ислам. Што е институционален ислам? Значи, институционален ислам кој има институција, кој има во пример улема, совет, пример, ако треба за некоја фетва, 5-6 алими ќе седнат, ќе размислуваат за тоа прашање и ќе донесат конкретна фетва. Не единка. Зашто ние како хора, како луѓе, ние секој пат бараме нешто ексклузивно или нешто што ни прави нам чејф, нешто нам што ни одговара. Ти му кажеш, рекол пејгамбер, тој вели, ама друго сега. Затоа овие се опасни, значи многу суптилни работи кои
со една ваква кратка емисија не можеме да ги образложиме, во потребно за секоја точка посебен семинар. Значи посебен семинар за секоја точка од овие точки, овие се глобални теми и главен услов да го вратиме исламот каде што му припаѓа неговото место и меѓу муслимани и во светот. А как што го врнеме исламот там кадето му е място, шех? Какви постапки треба човек като мисјуманин, всеки един индивид да направи и промјаната като цяло започва од мисјуманин или од општество? Види, пегамбер салаллаху алейхи васелем, тој ни е урнек, тој ни е пример, тој ни е модел. Лекад кане лекум фи расулилахи усватун хасана. Вие во Божјиот пратеник имате пример урнек. Кажал Имам Малик: лен юслих ахиру хади л-умме илла кема салаха евалуха. Овој уммет нема да се врати на правиот пат, освен како што беа први генерации. Секоја друг механизам, друга метода е неуспешна. Пегамбер селем ги воспита асхаби, еден по еден. Пегамбер, ние денеска немаме војници и имаме униформа. Нам ни е потребно прво да формираме свест, да формираме исламска свест, индивидуи, и да му ставиме до знаење дека секој еден поединец, секој еден индивидуа носи одговорност за вера. Јас како имам во џамија, ти како лекар во ординација, тој како овчар што паси овци, оној што пастир. Да. Дека ние сите имаме одговорност. Кој помалу, кој повеќе. Али одговорноста на сите. И таа мајка дома што прави храна, воспитува деца, и таа има улога. Овој процес не зависи од мене само. Од всички. Од всички. Бидејќи рекол пегамбер саллаллаху алейхи. Види, ова е многу важен метод на пегамбер саллаллаху. Мен ра'a минкум мункаран фалюгајирху биједихи, фе ин лем јестатија фе билисанихи, фе ин лем јестатија фе бикалбихи, ва залика адафу иман. Кога некој од вас ќе види нешто лошо пред своји очи, нека го смени со рака. Ја дали имам сила како единка да, ако видам пред мои очи негде зло, да го сменам со рака. Тој ќе ме че бега, гледај таму твоја работа. Тук има владари. Нешто има власт. Да управници. Да управници. Ти имаат сила. Ако не можам со рака, тогаш вели фемеле, ако не можете, вика пегамбер, со рака, со сила, со јазик. Како со јазик? Да предупредуваме. Не смеме да молчиме. Да. Оној кој молчи пред вистина, тој е шејтан ахрес, тој е нем шејтан, каже нем шејтан. Значи ние гледаме пред наши очи харами, лоши постапки, лоши појави, феномени и молчиме. Ми сви ќе бидеме казнати. Ваттаку фитнетен ла тусибенна алладина залу минкум хаса. Плашете се од казната на Аллах, која нема да ги погоди само сторителите, туку и тие кои гледаат, а премолчуваат. Значи, имамите, хоџите, интелектуална маса, таа че мора да говори, мора да пренесува, да не се срами. Вала тахафу филлахи лаумата лаим. Пегамбер саллаллаху му рече на Ебу Зар, ради Аллаху анху. Рече на Ебу Зар: кулил хакка вала кане мурра. Кази ја вистината. Пренесе вистината, па макар и горчлива да биде. И немој да се плашиш од ничи прекор, ничија осуда, критика од Аллах. Кога ми речеме ваков народ, замисли. Ти делуваш како лекар, јас делувам како имам, мајка како мајка, учител во школа со своите ученици, овчарот, економистот. Многу брзо ќе дојдеме резултати. Ја може да кажем утре џума, петочно проповедание. Ќе кажем худба. Кој ќе ме слуша? Ако тоа не се спроведе во дело, и кажува пегамбер на крајот, вели: "Ва мен лем јестатија фе бикалбихи." Не можеш со рака. Не можеш со јазик. Со јазик. Со срце. Ва залика дафул иман, али тоа е најслаб иман. Тоа е најнизок степен. Ми денеска како да сме умрени во срце. Гледаш харам, не те боли. Гледаш плаче муслиман, не те боли. Значи, што рекол Хасан ел Басри: "Абе, о Хасан", казали, го прашале на Хасан: "Абе, ти ни држиш добри дерсови. Денеска дерсови полно имаш на интернет. Ма каде е ефектот? Каде е резултатот?" Рекол: "Дали ваши срца се умрени или заспани?" Рекол: "Ако сме умрени, ќе бидеме погребани. Туку заспани, елхамдулилlah. Ако се заспани,
има шанса да се разбудат. Денеска мусмани не се умрени. Денеска само се заспани. Нам не е потребна сега сила, енергија, труд, напор, активност, овие кои се заспани да ги разбудиме. Ако ги разбудиме, тогаш со заедничка сила секој ќе го потполни празнината, просторот и уметот ќе се врати на правата патека, иншалла. На място каде што му припаѓа, кај што го да. заслужи. Да. Ако умет е обединен, тогава всички в света ще живеят добре. Това е факт като цяло. А сега въпросът е, шейх, може би и нашите зрители ще се питат, всеки един мюсюлманин има ли конкретни стъпки, които може да направи? Може би, за пример, нашите зрители, които слушат, искат да чуят, аз като мюсюлманин, може би нямам тази сила, както имат управници, да променя нещата с ръка. Не съм улема, който може да говори, да предупреждава. Так. Обаче съм мюсюлманин и искрен и искам да променя нещата. Има ли конкретни стъпки, които може да се насочат нашите зрители, братя и сестри, които може да започнат още от сега да практикуват? Може. Знае кога сигурно сте слушали за Малик Неби, тој е голем шейх од Мароко. Дошол кај него еден човек да го опита, да го праша. Вика, роди ми се син 20 дена, како да го воспитам, како да градам генерации? Каже, касниш, поминахте воз. Но 20 дена, 20 дни, уште бебе, уште не знае. Воспитањето, едуцирањето, како родители, почвит уште пред брак. Пошто Пегамбер селем кажал, дека пред да се жениш, мисли кого ќе жениш. Тункехул мер'ату ли арбаин. Жената се мажи за 4 работи. Ли малиха, за незино богатство, ли диниха, за незино вера, джамалиха, незина убавина, краса, и хисабиха, незино потекло. Фелфер бидати дин, избери по вера. Вера што е карактер, морал, однесување. Значи, пред да стапиш во брак, тоа е многу важен чекор, кој денеска ние касниме. Ние чекаме дете да направи 10 години да го воспитуваш. Мајка воспитува, ти си родител, ти си баша, ти си татко, ти си повеќе време надвор. Мајка, ел умму мадресе. Постои арапски поет, кажува, мајката е школа, мајката е институција. И затоа треба да избереш од пред да се жениш, кого ќе избереш? Кој ќе ти биде воспитувач на генерациите? Потоа Омер ради Аллаху анху ни дал метод. Омер ни дал метод, рецепт. Вика, кога ќе се роди дете, лаибху сабан. Едибху сабан, васахибху сабан. Овој метод и во психологија, и во педиатрија, овој метод, исламски метод на воспитување на генерации. Од 1 година до 7 година играј се со дето. Играј се. Да кога Омер влегол кај Омер бил многу строг. Да. Кога ќе влегол кај него, тој играл со деца како конј, го јавале деца одека. Од 1 до 7 година биди како играј се, поигравај се. Од 7 до 14 година едибху, воспитувај го. Учи го. Како што казал Пегамбер, алиму абнаакум, учете ги ваши деца од 7 години. Кога ќе достигнат 10 години, тоа веќе применете и мало повеќе сила, значи повеќе упорност, сериозност. Да. Значи, од 7 до 14 години воспитание. И опасно е на деца да им даш празен простор. Слободно време. Да. Мораме времево да им го стесниме на деца, пошто во просек. Неисполнено. Да. Денеска во просек децава времето нивно го користи на TikTok. Цело време. Денеска деца го прашаш 5 пута 6 колку се. Не знам да мислам со ум. Чекај дигитрон да рачунам. Значи, блокиране техникава го блокира на човекот. Не е човекот свој, не е автентичен, не е свој. И сега, од 7 до 14 година едибху. Едуцирај, воспитувај, учи, студирај со детето, работи на наука, на знаење. И после, казва Омер, ради Аллаху анху, васахибху сабан. И потоа од 14 до 27 година биди му пријател, другар. Ако има нешто да може слободно, пошто влегли во пубертитет, во тој период на
Да. Знаеш, она тинеџерство, как се казва, тогаш потом бидеш другар. Да може слободно неговите проблеми да ти ги искаже тебе, да ти како родител Да има доверие. да време тебе. Ако ние го примениме овој метод, прво пред да се жениме и после како се жениме, ние верувајте че имаме голем успех. Ние човек не внимава со кого се жени, трчајќи по материализам, по дуња, по пари, ги запоставува деца. Јас имах случај, за жал, имах случај во Македонија, навечер 12 сат на полноќ. Мене ми се ова човек, оѓа вика дојде да учиш рукија. Пошто јас се бавам и со шеријатска рукија, одам тамо и тој синот, што е проблемот? Вика синов. Што е проблем? Вика синот крши тамо во куќата, крши проблеми прави. Да. Ја му кажам, што е проблем? Вика, татко ми е проблем, башчата, мојот родител е проблем. Кажам, зошто проблем? Кај јас сум другираш. Ја конзумирам дрога. Како бе стаквирила муслиман? Рече, ние беме во Швајцарија, во Запад. Татко ми од 7 до 5, од 7 до 17 работи во фабрика. Од 18 до 22 работи приватно само за пари. Не ми посветил внимание, не ме зел в џамија да ме однесе. Еве ти 100 франки, оди искај, ке сака, шетај. Ја почнах во диска, во ношни клубови, почнав алкохол, проституција, дрога и сега тој сега мене ќе ме воспитува. Замисли сега, кој е крив сега? Кој носи одговорност? Дете? Не. Ја често пати кажувам децата се тесто. Се не знам български како ќе ме сватите, тесто што се прави баничка, што се прави. Тесто. Значи ако тоа тесто го фатиш, го обработиш, можеш да направиш симит погача, бурек, баничка, џеврек, све. Ако тоа тесто го оставиш, тоа ќе се стврдне. Ќе се скамени, како се казва, и тоа веќе нема ништо. Денеска за жал, родителите, институциите, учителите, ние го имаме запоставено ова наша задача. Ова е благородна мисија. Да Аллах ти даде дете и да го оставиш времето, улицата, да го воспитува, а не родителот. Аллах да ни помогне, иншаллах да ни поправи системата. Значи, да конкретизираме, да се врнеме там од кадето всичко тргва, а всушност од прво од нашите мајки, што те се основа в умет, од нашите деца да воспитаме, ако искаме да имаме един справедлив и достоен умет, една достојна опшност. Сега, ако пратеник салалаху алейхи веселем беше сред нас днес, какво мислите щеше да каже за состојањето на умета? Значи, мене, навистина, не знам дали би имале храбро смелост да го погледнеме Расулуллах во лице. Ми денеска сме срам, понижение за Расулуллах. На судниот ден постои врадостен хадис на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салем, когато пегамбер ќе застане кај неговиот хауд извор џеннета. И доаѓаа група кон него. Таалео, ајде умете мој. И мелеките ќе станат назад. Пегамбер ќе рече: "Хади уммети, овие се мој умет, пуснете ги. Тие се мој умет, ја сум ним Расулуллах, пуштете ги да дојдат." Иннека ла тедри махдету бадек. О ти Мухаммеде, ти не знаеш твојот умет што направи после твојата смрт. Што направи уметот после неговата смрт? Подели се. Не се гордее со сунетот, не се поноси со сунетот на пегамберот селем. Денеска уметот се срами, значи ако некој се срами дури да се идентификува како муслиман. Па ја ќе кажам жив пример кој што се случи во Лондон, во Англија, жив пример. Еден немуслиманин прими ислам, конвертира во ислам. Неговото име беше Рут. Откако прими ислам, доби име Омер. И после 3 недели, откако прими ислам, после 3 седмици, откако прими ислам, имаше конкурс за работа, да се вработи. Да. И овие муслимани му кажат: немој да кажеш дека си примил ислам, дека си конвертил ислам. Немој да кажеш да се идентификуваш како муслиман. Немој да кажеш дека од Рут сега си Омер. Немој да те примат на работа. Замислете. Значи, ние имаме комплекс на ниска вредност. Сега не знам како овдека
како овдека во Бугарија тоа е голем синдром. Значи, кога ти се сметаш низок, кога ти се сметаш понижен, ако речеш муслиман. Зошто? Што ми многу муслимани го оцрнија исламот. И сега ти се плашиш да кажеш муслиман. Ти биди онај кој ќе поправи состојба на умет, со карактер. Пример да будеш. Точно. Види сега, оди овој Омер, кој порано имаше име Руд, на разговор. Вика, јас муслиман, не пијам алкохол. Че работам плюс време, само да имам време за намазко време да кланям по 5 минута. Кај што ви одите во ВЦ, трошите 5 минути, ја не пуштам цигари, не пијам алкохол, моето време сакам за молитва. Значи, ние ваков човек бараме, ние ваков инсан бараме, ваков стручнак бараме, човек кој има храброст, смелост да каже што е. Не ни се потребни алкохоличари, лицемерни луѓе, дволични луѓе кои нема се срами да каже од тоа што е. Замисли, кажува шејх Ибрахим Дувеиш, еден шејх од Саудитска Арабија. Вика, ученици од Египет биле во Сорбона, во Париз. Студират. И уште 6 месеци ќе дипломират. И викат, чекаме пари да ни пуштат родители. И не и плачаат на французинка. Вика, ова е немуслиманка. Таа немуслиманка нема да ја платиме, ќе избегаме. И тие напуштија без да ја платат. И тоа какво мислење има за муслимани? Меѓутоа, кога дојде вистински муслиман, реален муслиман, кој што добро ја сваќа верва, рече, јас барам стан за спиење. Што си муслиман? Марш! Бегај! Субханаллах. Бегај! Чекај, зошто? Што ти направих? Каде греших? Пред тебе имаше деца муслимани, студенти, избегаа, не се поздравија, не ми платија 6 месеци. Јас ќе ти платам. Јас ќе платам за нив. Па чекај, ти од дека ќе платиш? Ти дали ги познаваш ни? Пошто ти ја осрамотија мојата вера, сакам да ја обелам. Ти ја осрамотија мојата вера, јас сега сакам, колку ти должи толку? Бурм пари. И однапред за 6 месеци јас. Значи, таа жена се чуди. Валлај се чуди. Се каква слика пружат едни муслимани, каква слика, каква имаш, како се казва, истински вера. Истинска. И секој ден чекува нешто, ќе однесе јадење на таа старица. Таа старица нема одател како тоа беше, даваше. Ако имаш нешто потреба, одам во маркет да ти купам, да ти пазарам за тебе. Ако ти нешто торби носи тешки, тој зашто не труди, тој зема помагај. Тоа сега размислува. Какви се тие муслимани првите? Каков е муслиман? И на крај, кога заврши дипломира, ќе се врне назад, ќе се врати назад во своја земја, оди кај неа, бара прошка, да се халали, како кажуваме. Да. Там вели, синко, немој да умреш на друго нешто освен ова што си. Ова твоја вера е права вера. Држи се на ова вера. Дури потоа се кажува дека оваа жена ќе оди во исламски центар и ќе прими ислам. Субханаллах. Значи, колку мораме да го примениме метод на Расулуллах. Како? Значи, да бидеме муслимани одговорни. А Пегамбер селем денеска тој сакал да не види. И рекол, че има муслимани. На асхаби им кажуваат. Ел мутамесик бидин ка кабидул џамр. Оној кој ќе иска, кој ќе сака да се држи за вера како да држи жар во раце. Че има награда како 50 асхаби. Калу минна у минхум. Денеска ти в Българија или јас во Македонија, ако се држиме за верата и ја пренесуваме, ја практикуваме, ми имаме награда како 50 асхаби. Колку е тоа награда? Колку е награда ветува Пејгамбер салаллаху алейхи ве селем? Колку е таа награда? Али како? Куну дуаате на ислам во ентум самитун. Повикувајте во ислам без зборови. Кажа Омер ибн Абдулазиз, тој е муслимански управник. Веќе како ќе повикувам ислам без зборвење? Со вашиот ахлак, со вашиот карактер, со вашето однесување, со вашата честност. Кога другите, кои живееме ние мешано со немуслимани, тој нема време да чита за исламот. Тој те гледа тебе исламот. Мора ми на дело, во пракса, да му докажеме дека ние носиме благородна мисија, наша вера е вера на мир, на спас, вера на доброчинство. Само на тој начин можеме да му го обелеме образот, значи образ кажува се лицето на Расулуллах. А рекол валлаhi, рекол Расулуллах саллаллаху да не должам многу, вика се јети каумун, хадис муслим,
потврден, дека ќе дојдат муслимани кои ќе сака, ќе иска да го жртвува својата фамилија и целиот тимот само да ме види. А има денеска, валлахи, денеска има уметот многу хајр. Валлахи има хајр. Кажува шејх, дека беше ноќе 1 саат, полноќ. И гледам телефон ми звони некој. Од 1 саат, кој гледам плюс жена. Субханаллах, во 1 саат, одма шејтанот, џаволот. Вика шејх, халал чини да те прашам нешто, да те опитам нешто. Кажи, рече, ова ми е прва брашна ноќ. Види се, прва брашна ноќ. Шеријатски, дали ми е дозволено да земам вода, да му фрлам на мажот во лице, да го разбудам да кланjаме ноќен намаз. Субханаллах. Значи, гледа каков, во уметов има хајр. Во уметов има хајр. Ама, недоволно. Значи, недоволно. Значи, мораме во овој процес, во оваа трансформација, мора сите да се вклучиме. Значи, да бидеме свесни на висина на задачата. Ние како имами, како даи, како проповедници, во џамии, на улица, родител, учители, кога сите ќе вршиме, куллукум раин, ва куллукум мас'улун ан рајатихи, ва раџулу раин фи бейт ахли, ва зауџету рајетун, ва имаму раин. Рекол пегаме селем, сите сте вие пастири, и сите имате вие стадо, и сек ќе одговорен за своето стадо. Родителот одговорен за своите деца, жената за каштата, за куќата, имамот, водичот и правникот за општеството. Тогаш, валлахи, многу брзо, бидејќи имаме ние наговештение, имаме бушра, радосна вест од пегаме селем, дека нема да дојде кијамет, да настапи кијамет, се додека не дојде овој уммет како што биле првите. Ала менхеџ хилафетур рашидин. Значи како што било на менхеџ на Ебу Бекер на Омер на Осман. Сега сме ние има тамо 4 фази, се немаме многу време. Исламот почнал во време на Расулулла, ала менхеџ небуве. Thumma ala khulafa'ir rashidin. Тие справедливи халифи. Справедливи халифи, тоа било околу 40 години. После ќе дојдат владари, расипани, династии, и после вика thumma takunu, и на крај ќе дојде динов верата, ќе дојде ала минхаџи нубуве. Пак ќе се врне, ќе се врати на методот на Расулулла. Ние сега наше, иншалла, што кажал Ахмед Дидат, овој пат, овој воз, овој ќе стигне сигурно и без мене и без тебе. Да. Туку ние ајде сите заедно да се вклучиме, да се качиме на тој воз, бидејќи тој воз не зависи од нас. Ние имаме потреба, имаме нужда за тој воз, а тој воз ќе стигне. Ова е Аллахова вера. Аллах ја чувал овие 15 века. Инна нахну назална зикра ва инна лаху лахафизун. Ние го спуснеме Куранот, ние ја дадовме ова вера и ние ќе чуваме. Да. Меѓутоа, иншаллах, да го молим Аллах да ни ја поправи состојба. Инна Аллаха ла югајиру ма бикомин хатта югајиру ма би анфусихим. Аллах нема да измени, промени состојба на еден народ, додека тој сам не се измени. Како прво од душа, внатрешно, потоа и надворешно. Шејх, Аллах да е доволен од вас за отделеното време, за това знање което споделихте с нас. Аллах да ве вознагради с хаир на дуњата и заедно да не събере в Дженетул Фирдеус с компанијата на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салем. Амин. Јас уште еднаш искрено од длабочина на срце сум многу благодарен што ме поканивте да бидам гостин во овдека во Бугарија, во Софија, да запознам луѓе кои ја можеби дојдов овдека да пренесам, да ве поучам, али јас научив од вас. Ја научив од вашата организираност, од млади студенти кои имаат ентузијазам, имаат желба за вера да учат. И навистина може да кажам дека овие 2 дена овде за мене се една вистинска школа, реална школа и едни од најубави денови кои ќе ги памтам од мојот живот, што времево го потрошив овдека заедно со вас. Аллах да е доволен од сите. Аллах, иншалла, да бидеме јомете биодел вуџух, они кои ќе излезат на судниот ден со бели образи, со чисти лица, пред Расулуллах салаллаху алейхи ва салем, пред Аллах азza ва џелле, ихванен ала сурурин мутекабилин, вистински браќа кои ќе бидат во џенет, во друштво, со Расулуллах, со неговата компанија, со Бекер, со Омер, со Осман, со Али Ридвануллахи алейхи аџмаин. Аллах да ви даде успех во вашата работа
Иншалла, ова нема да биде прва и последна, да се надеваме дека Иншалла. имаме доста повици, имаме доста покани за да посетиме градот Гоце Делчев, и многу има тамо добра атмосфера, исламска атмосфера. Иншалла. Ја го молам Аллах да ни олесни и ова што го правиме да ни се најде на кантарот, на вагата, на мизанот, на судниот ден, на наши добри дела, иншалла. Амин, амин, амин. Уважаеми зрители, разговорот не свршва тук. Тој започва там, кадето всеки од нас се врне кам себе си. Единството не е далечна мечта. То започва с малки, осъзнати стъпки. По-малко осъждане, повече разбиране. По-искрено намерение. Уметът не се изгражда от съвършени хора, а от хора, които избират да бъдат по-добри всеки ден. Нека си тръгнем от тук с надежда, с отговорност и с увереност, че Аллах не променя състоянието на един народ, докато те не променят това, което е в тях самите. До следващия епизод, нека бъдем част от решението. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. الله يعلم ما نشكو من الألم وما